Кои се патиштата по кои чекори Народна република Кина 35 години од основањето? Што постигна? На сите полиња се покажуваат големи резултати. Индустријата и земјоделството се наоѓаат во голем подем. Не само што се постигнати големи успеси во индустријата и земјоделството, туку и меѓународниот углед на Кина денеска е многу поголем. Вложуваме огромни сили Кина да се претвори во модерна и просперитетна земја. Многу ја сакам својата татковина. Треба многу да се залагаме и да учиме, животот во нашата земја е се подобар. Секој обид да се проникне во современото кинеско општество природно е да започне на неголемиот пекиншки плоштад Тиананмен. Не само заради тоа што тука на 1. октомври 1949 година е прогласено создавањето на Народна република Кина, туку и заради фактот што ова место во бурниот и динамичен развој на кинеското општество беше сведок на низа драматични настани кои имаа далекосежно значење за поновата кинеска историја. Ова е местото од кое на своевиден начин се согледуваат патиштата и крстопатите на современа Кина. Одговор на некои од многобројните прашања побаравме токму овде на работ на овој плоштад во Секинескиот народен конгрес, низ разговорот со Хуан Хуа, член на постојаниот комитет на конгресот и државен советник. Другар Хуанг, дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам на готовноста да одговарате на нашите прашања и од името на југословенските гледачи да ви го честитам Денот на Републиката. И дозволете ми да го поставам и првото прашање. Во овие 35 години Народна република Кина помина низ еден многу бурен и динамичен период во трагањето на оригиналниот пат во изградбата на социјализмот според собствените услови. Како, другар Хуанг, во најкратки црти би ги оцениле достигањата во овие 35 години? Пред 35 години кинескиот народ под раководство на Комунистичката партија на Кина, начело со другарот Мао Цедунг, низ долгогодишна упорна и тешка борба го победи империалистичко-феудалниот и бирократски капитализам и е прогласено создавањето на Народна република Кина. По основањето на нова Кина постепено се остварува преоѓање од новодемократска револуција во социјализам. Уништен е системот човек експлоатира човек и е создаден социјалистички поредок. Ги победивме империалистичката и хегемонистичката агресија и оружените провокации и со тоа ги заштитивме државната независност и безбедност. Во социјалистичката изградба постигнавме големи успеси. Со упорна борба на целиот кинески народ, во основа е заокружен стопанскиот систем и системот на рационалното стопанство. Просветата, науката и културата брзо се развиваат. Животниот стандард е значително подобрен. Кина од заостаната и сиромашна земја се претвори во моќна социјалистичка држава. Се разбира, во нашата работа имаше и грешки. Изгубивме повеќе од 10 години и затоа резултатите што ги постигнавме објективно може да бидат и поголеми. Сега во Кина се остварува економска преобразба. По третиот пленум на Централниот комитет тежиштето на работата на нашата партија се премести врз социјалистичката изградба. Преобразбата на економскиот систем истовремено значи преобразба на производните односи и надградбата, но и трансформација на оние алки аспекти што не одговараат на развојот на социјалистичките производствени сили. Таа исто така значи ослободување на општествените производни сили и создавање социјалистички економски поредок што одговара на нашата реална состојба. Основната задача на преобразбата е да се остварат 4 модернизации и нашата земја да се претвори во социјалистичка држава со висока цивилизација и демократија. Насочувачката идеја на преобразбата на стопанскиот систем е во барањето на вистината во фактите и комбинирање на универзалната вистина на марксизмот со практиката. При тоа ги користиме искуствата стекнати во социјалистичката изградба на Кина, а истовремено учиме и ги користиме напредните искуства во стопанството на другите земји, особено оние успешни искуства на социјалистичките земји.
Се разбира, овие искуства не ги користиме механички, туку еластично според нашите услови. Југословенските народи стекнаа богати искуства во социјалистичката изградба на кои им посветуваме големо внимание. Истовремено сметаме дека секоја земја во развој своите проблеми треба да ги решава во согласно со оkolностите во својата земја. Ние се подпираме врз собствените сили, но истовремено водиме политика на отворање кон светот, под услови на рамноправност и заемна корист, активно ги користиме странските вложувања. Увезуваме модерна технологија и искуства во управувањето со стопанството. Што се однесува до борбата за воспоставување нов рамноправен и праведен меѓународен економски поредок, ние решително и непоколебливо стоиме со земјите во развој и натаму вложуваме напори за што поскоро започнување на диалогот Север-Југ. Во тој поглед ние се восхитуваме и ги поддржуваме напорите на Југославија и движењето на неврзаните. Уште неколку збора за суштината на економската реформа во Кина. Најнапред тоа дека социјалистичкото планско стопанство представува основен систем на социјалистичкото стопанисување. Планското управување не само што одговара на општествената сопственост што постои во нашата земја, на колективната индивидуална сопственост, туку одговара и на сегашното ниво на економскиот развој на нашава земја. Затоа во Кина главно се остварува планско стопанство, а потоа и пазарно. Тоа е неопходно за да може нашата економија плански, систематски и координирано да се развива. Во минатото во планското управување имаше недостатоци и грешки. Постоеше преголема контрола и сега во согласност со реалните состојби треба да се преземаат разни облици на планското стопанство. Например, треба да се комбинира единственото раководење на државниот план со самостојноста на производствените колективи. На предпријатијата треба да им се даде неопходната самостојност. 这些年产量已经进入世界的前10名。 Drugar Huang, kako je ocenjujete сегашната меѓународна ситуација? Како гледате на причините на затегнатоста и кои се, според вашето мислење, патиштата за надминување на ваквите опасни состојби? Во сегашно време двете суперсили интензивно се борат за хегемонија над светот. Трката во нуклеарното вооружување непрестојно ескалира. Се повеќе се зголемува воениот антагонизам во Европа, а во Азија и на Пацификот суперсилите вржат воени експансионистички дејности. Судирите во светот непрестојно се прошируваат. Причината за меѓународната затегнатост е во борбата на двете суперсили за хегемонија на светот и во трката во вооружување што го загрозува светскиот мир. Објективно постои опасност од војна. Меѓутоа народите во светот силно бараат мир. Истовремено слаба е контролната моќ на двете суперсили врз нивните сојузници. Сето тоа има влијание врз зауздувањето на двете суперсили кои што сакаат да предизвикаат војна. Земјите на третиот свет се повеќе стануваат важен фактор во борбата против хегемонијата на двете суперсили. Кина му припаѓа на третиот свет и милиарда кинези се придружуваат кон неговата борба и кон мирољубивите сили на светот и активно ги поддржуваат сите праведни напори за чување на светскиот мир. Пријателските односи и соработка меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Кина се во постојан подем. Тука, меѓутоа, многу пати е констатирано, има уште многу можности, посебно во стопанската соработка за која се заинтересирани и двете земји, Кина и Југославија. Како другар Хуанг го оценувате достигнатиот степен на билатералните односи и како гледате на перспективата на соработката? Односите меѓу двете партии и двете земји Кина и Југославија се многу добри. Пријателската соработка во сите области успешно се развива. Нашите билатерални односи се пријателски, искрени и другарски. Постојано се продлабочува пријателството и соработката во политиката, економијата, културата, науката и техниката и во сите други области. Во последниве години зачестените контакти на раководителите на двете земји
Особeno ја продлабочија таквата сестрана соработка. 特别是 Посетата на другарот Хујао Банг на Југославија и посетата на другарот Марковиќ на Кина ги подигнаа билатералните односи на повисок степен. Неодамнешната посета на другарот Лих Сиен Ниен на Југославија одигра голема улога за напредокот на големото пријателство и долгогодишната стабилна и сестрана соработка. 和马尔科维奇同志访华， Карактеристика на билатералните односи е дека се повеќе наоѓаме заеднички јазик и дека се повеќе се продлабочува заемната доверба. 对贵国的访问呢， При тоа решително се придржуваме кон независноста, самостојноста, 两国 целосната рамноправност, заемното почитување и немешањето во внатрешните работи. 长期稳定全面发展。 Имаме идентични гледишта по многу меѓународни прашања. Ние високо ги цениме големиот придонес и позитивните напори на Југославија во јакнењето на движењето на неврзаните, во борбата против трката во нуклеарно вооружување меѓу Советскиот сојуз и Соединетите американски држави и во зацврстувањето на мирот и безбедноста во Европа и во светот. Во последниве неколку години често разменуваме мислења по некои поважни меѓународни прашања. Во меѓународните организации заедно се поддржуваме и добро соработуваме. Изразуваме силна желба за натамошно јакнење на таквите односи. Раководителите на двете земји исто така и посветуваат големо внимание на стопанската соработка. Ние и натаму ќе ја развиваме ваквата соработка со Југославија врз основа на рамноправност и заемна корист. 看法。Drugar Hoang, dozvolite mi da vi zablagodaram na iscrpните odgovori i dozvolite mi уште еднаш во името на југословенските гледачи да ви посакам многу успеси во натамошната работа. Современото кинеско општество денес подсетува на гороста с кој наполно ги согледува своите огромни можности. По мракот и стагнацијата во културната револуција настапи периодот на реалноста. Во тек се длабоки реформи речиси во сите области од животот. Акцентот е врз стопанскиот развој и подигањето на животниот стандард. Резултат – економски полет. Само во минатата година вредноста на индустриското и земјоделското производство е зголемена за 10% во однос на претходната. Националниот доход минатата година достигна близу 200 милијарди долари. Производството на житарици се зголеми за над 9%, на телевизори за 15,5%, јаглен над 7% и така натаму. Кинеските одговорни луѓе истакнуваат дека сето ова е резултат на реформските зафати во стопанството, што особено се интензивираа по третиот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина. Подвлекуваат исто така дека се тоа првите чекори кон остварувањето на целта Кина до 2000 година за 4 пати да го зголеми националниот доход по жител. Кои се мерките што придонесуваат за ваквото оживување на кинеското стопанство? Одговорот најнапред го побаравме во гигантскиот петрохемиски комплекс, во непосредната близина на најголемиот кинески град Шангај. Во 15 на големи фабрики, 45.000 вработени произведуваат најразновидни петрохемиски производи. Овој комплекс всушност представува мал град со 70.000 жители, со стамбена површина од близу 700.000 квадратни метри, во која живее 1/3 од вработените, училишта, градинки, стоковни куќи, културни домови, спортски терени. Но, еве што тука се презема во духот на економската реформа. Реформата главно ја спроведуваме низ 3 форми. Првата е системот на економската одговорност, што се состои во промена на некогашниот систем на урамниловка во распределбата на личните доходи. Сега го применуваме методот на натпревар меѓу работниците, што се состои во секојдневна контрола на квантитетот, квалитетот и видот на произведената стока. И врз основа на тоа се вреднува трудот на секој работник. Втората форма е системот на склучување договори за квантитативните и квалитативните норми кои секоја фабрика, погон или поединец се обврзува да ги исполни. Според реализирањето се распределуваат парични награди. Третата форма е во заедничките вложувања меѓу кинески и странски предпријатија. Такви договори веќе склучивме со фирми од Јапонија и од Хонг Конг. Спроведувањето на стопанската реформа придонесе меѓу другото да се подмлади раководниот кадар и да се подобри неговата стручна подготвеност.
Со тоа битно е променета ситуацијата од минатото, кога голем број неквалификувани луѓе се наоѓаа на раководните позиции во стопанството. Сега се пропагира кадрите над 55 години постепено да се повлекуваат во втората линија и само иницијативно да им ги препуштаат раководните места на помлади стручњаци. Слични искуства забележавме и во две големи предпријатија во Нанчан, главниот град на провинцијата Јангси. Тоа се фабриката за производство на дизел мотори и комбинатот за боење на памушни тканини. Drugar Hućenko, koji se najsuštecenite promjeni što vaša ta fabrika nastana na ekonomskата реформа? Како прво, во системот на раководењето воведовме систем на одговорност на директорите. За разлика од порано, сега директорот непосредно раководи со работата на предпријатието, а за тоа сноси целосна одговорност. Исто така воведуваме мандати на кадрите и нивно вреднување според способностите, со што би се надминал системот на доживотни кадри од минатото. Во тека и реформа на управниот апарат за да се избегне неефикасноста и бирократизмот, а да се зголеми продуктивноста. 正在进行全面的体制改革，大概有4个部分吧。我们每个人都有每个人的工作。 Системот на одговорност се состои во тоа што секој работник треба да работи подобро и да ја носи целосната одговорност за резултатите на својот труд. Освен системот на одговорност, се применува и системот на договарање за нормите што секој работник е должен да ги исполни. Тој се состои во тоа што производствената вредност, добиена од производните задачи, секоја година се распределува на секој поединец, а тој пак е должен според распределеното да ја организира својата работа. И партијата делува во согласност со новите текови во кинеското општество. Таа веќе нема административна, туку пред се политичка улога. Работниците своето влијание го остваруваат преку работничките конгреси, кои пред се имаат советодавна функција. Во тек е консолидација и реорганизација на партиските редови. Основна содржина и задача на консолидацијата е во издигањето на идејната подготвеност, обединување и единство и јакнење на партиската дисциплина. Истовремено со спроведувањето на консолидацијата, битно е кадрите да го подобрат и стилот на работата. Цело да се постигне идејно единство на целата партија, бидејќи само на тој начин може успешно да се спроведуваат директивите и нејзината линија. Веќе се постигнати почетни резултати во отстранувањето на негативните влијанија предизвикани од ултралевичарската политика и грешките во минатото. Дисциплината постојано јакне, а односите меѓу кадрите и масите, партијата и масите се многу поблиски. На разни полиња се јавуваат позитивни иницијативи. 加深我们的社会主义建设，来保卫世界和平，为世界做出我们中国人民人格做的贡献。最后，我们对南斯拉夫人民表示良好的祝愿。Ние работниците имаме право на глас, но и право на учество во управувањето. Наше право и задача е што подобро да ја организираме собствената работа. Нашата работна група со големо залагање успешно го исполнува планот на производството, а истовремено преку работничкиот конгрес и синдикатот активно е вклучена во процесот на одлучувањето. Од октомври годинава, во сите 400.000 кинески предпријатија ќе можат слободно да располагаат со дел од профитот што ќе остане по подмирувањето на давачките кон државата. Оваа нова мерка на економската реформа дојде по неколкугодишната проверка во практиката. Заедно со претходните, станува збор за суштински зафат кој им дава поголема иницијатива на предпријатијата и можност дел од средствата што ги заработуваат да ги насочуваат според своите потреби. Сепак, ова се првите чекори во економската реформа. Позначајните резултати во стопанскиот развој се очекуваат подоцна. Нивна основа се големите природни ресурси и човечкиот потенцијал. Кина, например, располага со 1/4 од вкупните светски резерви на нафта и газ, 3/4 од светските потенцијали на волфрам, 1/3 од светските резерви на јаглен. Проценето исто така дека резервите на титан изнесуваат 420 милиони тони или колку целиот свет заедно.
За нивната експлоатација се необходни големи вложувања, зашто Народна република Кина нема доволно средства. Затоа развојот се подпомага и со привлекување на странскиот капитал и кредитите од меѓународните монетарни институции. Во низа експериментални зони се формираат кинески мешовити предпријатија, а со разни мерки се настојува што помалку да се ограничува профитот на странските вложувања. Истовремено во духот на модернизацијата, акцентот се фрла и врз современата технологија. Новата технологија главно пристигнува од Соединетите Американски држави и Јапонија, кои се главните трговски партнери на Кина. Но истовремено оваа земја прави напори со своите производи да биде што поприсутна на светскиот пазар. Ова е Шангајското пристаниште, најголемо во Народна република Кина. Од тука се одржуваат трговски врски со 120 земји во светот. На шангајските докови годишно пристигаат или тргнуваат за разни земји близу 100 милиони тони разни стоки или половината од вкупната кинеска стоковна размена со светот. Чан Чи Јинг е собственик на фотографски дуќан во Туџоу. Prosječno zaraботува 400 јоани месечно, односно 2.800.000 стари динари, а по одбивањето на сите давачки кон државата, чистата заработувачка изнесува 200 јоани. Вели дека е тоа само доволно за издржување на тричленото семејство. Ова е само еден од многобројните приватни занајчиски дуќани кои ги има многу во Народна република Кина. Само пред неколку години тие вработуваа неколку милиони луѓе, а денеска таа бројка е значително поголема. Во Кина исто така поинтензивно расте бројот на така наречените колективни предпријатија. Во нив според некои податоци се вработени околу 30 милиони луѓе, со што даваат значителен придонес во решавањето на многу сериозниот проблем на современото кинеско општество – невработеноста. Се проценува дека во моментов работа бараат 10 милиони кинези, додека годишниот прилив на работоспособно население изнесува околу 17 милиони. Излезот се бара во динамизирањето на производството, но и во развојот на она што ние го нарекуваме мало стопанство. Можете ли да замислите колку е необходно за исхрана на 1 милијарда луѓе? За нашите европски поимања бројките од потребните тони ориз, пченка, пченица и слично звучат просто неверојатно. Така, например, само за исхрана на 100 милиони кинези се необходни околу 40 милиони тони ориз. Затоа постојано трае немилосрдната трка на растот на популацијата и производството на храна. Така е и овде на сечуанските полиња. Од третиот пленум во земјоделското производство во нашата провинција се постигнати големи резултати. Започна да се применува системот на одговорност, со што е поттикнат ентузијазмот кај селаните. Селаните стекнаат право сами да располагаат и да решаваат што ќе прават со вишокот на производството, што ќе им остане откако ќе го исполни договорот со државата. На овој начин селаните се заинтересирани за што поголемо производство, а со тоа се разбира нивниот приход постојано ќе се зголемува. Од друга страна, во последно време, општа тенденција е производството на село да се развива во правец на специјализација и поопштествување. Во оваа најголема и најгостонаселена кинеска провинција со над 100 милиони жители, всушност започнаа длабоките реформи на кинеското село. Со низа зафати почна да се решава основниот проблем. Многу работна сила, малку обработлива земја која треба да исхрани 1 милијарда луѓе. Сега на кинеското село живеат 800 милиони луѓе, а проценето е дека во 2000-та година, кога Кина ќе има 1 милијарда и 200 милиони луѓе, по еден жител на село да доаѓаат 0,1 хектар обработлива површина.
Излезот е најден во симнувањето на одговорноста на ниво на семејство и поединец. Селото доби првенствено производна функција за разлика од системот на народните комуни, кои пред се има административна улога и во кои се натрупуваше бирократскиот апарат. Со новиот систем селанецот максимално се стимулира за поголемо производство. Тој е должен на државата по гарантирани цени да и го продаде производството според планот, а со вишокот може слободно да располага. Освен тоа, на својата окупница, која просечно изнесува 50 квадратни метри по член на доматинството, произведува за себе и за потребите на слободниот пазар. Реформата на кинеското село оди и во друг правец – специализација на семејствата за производство, преработка, транспорт и пазар. Низ цела Кина, согласно со девизата «Ништо не се фрла, освен нечистата вода», никнуваат мали преработувачки капацитети со здружени средства на селаните. Се повеќе расте бројот на селаните што купуваат камиони за побрз и поефикасен транспорт до слободниот пазар. Оваа фабрика за трикотажа во селото Каоджа, во непосредна близина на главниот град на провинцијата Сечуан Ченду, е една од многобројните. Изградена е со здружени средства на селаните и во неа се вработени 90 девојки од ова село. Со неа раководи селската управа, а профитот се дели според вложувањата. Освен тоа, во ова село од 1700 жители постои градежна бригада во која работат 500 лица. Со ваквите зафати се настојува на кинеското село со земјоделие да се занимаваат онолку луѓе колку што е тоа неопходно, а се повеќе со индустријска преработка, транспорт и разни други услуги. Истовремено благодарение на ова расте и животниот стандард. Во кинеското село се повеќе пристигнува механизацијата, а се интензивираат работите за наводнување на што повеќе обработлива површина. Наводнувањето во Кина има необично долга традиција. Системи за наводнување се граделе одамна и неколку стотици години пред нашата ера. Ова е системот Джуджан Джиан во близината на Ченду, изграден уште пред 2200 години. Тој денеска врши истата функција како и порано и служи за наводнување на околу 600.000 хектари. Кина располага со огромни можности за развој на туризмот. Политиката на отворање во светот резултираше и со се поголемото присуство на странски туристи во оваа земја, главно американци и јапонци. Оваа земја со цивилизација е долга повеќе од 5000 години, изобилува со голем број културно-историски споменици со непроценлива вредност. Да фрлиме поглед на некои од нив. Кинескиот зид, изграден пред повеќе од 2000 години, во времето на првиот кинески император Чин Ши Хуан, и денеска е најголемата градба на светот. Се протега во должина од 6350 километри и единствен објект на земјата кој од месечината може да се види со голо око. Ако случајно некој цар од династијата Минг денеска се најде во забранетиот град, би го налутило присуството на десетини илјади туристи што секој ден го посетуваат некогашниот царски дворец. Потребен е најмалку еден ден за да може и најповршно да се погледаат сите 720.000 квадратни метри површина на забранетиот град и околу 9.000 простории, во кои престојувале царевите од последните две кинески династии Минг и Чин, и дворските службеници, многобројните жени.
На ова место во последните 800 години кинеските цареви се засолнувале од летните горештини. Тоа е летниот дворец, кој во прекрасна стара кинеска архитектура зафаќа површина од над 290 хектари. Го заплискуваат водите на езерото Хунмин и со својата блескава убавина и мноштвото уметнички и скапоцени предмети е сведок за раскошот во кој животот го поминувале царските семејства. Длабока реформа го зафаќа и кинеското високо школство. Главна цел е побрзо и поефикасно студирање и освободување кадри за потребите на стопанството. Универзитетот во Сијам е еден од 60-те во земјата кој од пред 4 години започна да применува нов систем на студирање. Студентите веќе не ги издржува државата, туку трошоците за студирањето ги сносат самите. Исто така по завршувањето на студиите не им се гарантира вработување, освен на оние најдобрите. Тоа, велат на универзитетот, делува мощна стимулативно за подобро учење. За ваков начин на студирање се определуваат се поголем број универзитети во земјата. Овој универзитет е ново формиран и од нов тип. Школувањето на универзитетот не е бесплатно. Студентите на овој универзитет можат истовремено да бидат и во работен однос. Основна цел на овој универзитет е да оспособува кадри потребни за спроведувањето на 4 модернизации во Сијам, но и кадри за потребите на управниот апарат. Годинава за запишување на кинеските универзитети се пријавија околу 1.600.000 кандидати. Според планот треба да бидат примени 430.000. Голем е интересот и за студирање странски јазици. Тоа е еден од непосредните резултати и потреба на политиката на отворање кон светот. Ова е Пекиншкиот институт за странски јазици. Во моментов има 3.000 студенти кои проучуваат 28 странски јазици. Најголем е интересот за англиски, на кој се запишани околу 1000 студенти. Тоа е единствената високошколска институција во Кина, каде што се изучува и српско-хрватскиот јазик. Наставата ја следат 7 студенти од неколку кинески провинции. Драги гости, dozvolite mi da vam poželim dobrodošlicu u ime svih studenata i studentica. Veoma nam je drago što ste vi baš nam došli u goste. Kao studenti srpsko-hrvatskog jezika radujemo se svakom kontaktu s jugoslavenskim prijateljima. Svaki takav kontakt za nas je veliko zadovoljstvo. Čak mogu da kažem veliki praznik. Dobrodošli. Ja se zovem Žihong. Ja sam iz Šangaja. Imam 21 godinu. Student sam 3. godine. Zovem se Sam Nigo. Iz Pekinga sam. Zovem se Njiđe. Studiram hrvatsko-srpski 3. godinu. Dolazim iz provincije Heilongjiang. Imam 19 godina. Ja se zovem Shang Yunfeng. Zovem se Jođe iz Pekinga. Student sam 3. godine. Така се одвива длабоката преобразба во современото кинеско општество. Единствена константа е убавината и богатството на традиционалната кинеска уметност.
Со илјадници години, например, кинеските мајстори на калиграфијата. На ист начин, со четка и туш на парче хартија, ги создаваат овие уметнички дела, толку карактеристични за традиционалната уметност во Кина. Многу векови кинеските мајстори ги негуваат единствените особини на кинескиот порцелан. Да биде бел како слонова коска, блескав како огледало, тенок како хартија и да одзвонува како ѕвоно. Следејќи ја традицијата, вештите мајстори во градчето Чинде во провинцијата Гангси и денес од порцеланот создаваат дела со голема уметничка вредност. Сепак и кинеската култура доживува трансформации и полека се ослободува од стегите на ултралевичарските идеи и добива нови посовремени текови, согласно движењата во кинеското општество. Меѓутоа, највидливи се промените во животот на луѓето. Иако бремето на ултралевичарските идеи се уште не е отстрането, во животот на милиарда кинези се внесуваат нови содржини што не можеа ни да се замислат само пред 10 години, во времето на културната револуција. Вработениот кинез и денеска станува околу 6 часот на утро. Откога ќе го испие традиционалниот чај, излегува на улица придружувајќи им се на своите соседи во утринската гимнастика, со која обично започнува секој нов ден. И оваа необична гимнастика во Кина има многу долга традиција. Се состои од 165 последователни бавни движења и е дел од големата грижа што кинезите му ја посветуваат на своето здравје. Втората работа што кинезот ја прави пред одењето на работа е набавката на прехранбени артикли. Кинеските пазари, особено овој во Ченду, стануваат се поснабдени. Тука селаните го продаваат делот од своите вишоци по цени значително повисоки од државниот пазар, но затоа пак квалитетот е многу подобар. Например, килограм домати може да се купи за половина јуан или за околу 3500 стари динари. Едно јајце се продава за 16 фена или за нешто повеќе од 1100 динари, а килограм свинско месо чини 2,5 јуани или околу 18.000 стари динари. Кога се знае дека кинезот просечно заработува 60 до 70 јуани месечно, јасно е дека кинескиот пазар не спаѓа во ефтините, но тоа е дел од кинеската стварност, во која исхраната се уште спаѓа во сериозните проблеми. По набавката, вработениот кинез тргнува на работа, обично со велосипед или пак со фабричките или градските автобуси. И додека се чека на автобусот, рационално се користи времето за учење и читање. Работното време за повеќето кинези започнува во 8 часот. Денес, меѓутоа, тој не оди на работа сигурен колку ќе заработи. Со воведувањето на системот на економска одговорност, заработувачката зависи од залагањето во работата. Со добра работа може да се заработи и многу повеќе од просечните 60 на јуани. Во Кина обично се вработени и мажот и жената. А децата целиот ден го поминуваат во градинката за која се плаќа околу 3 јуани месечно. Забележавме дека во Кина се посветува големо внимание на воспитувањето на младата генерација. Градинките се всушност вистински училишта, во кои децата се воспитуваат во духот на барањата на кинеската стварност.
Современото кинеско семејство денеска има едно дете. Тоа е резултат на острата популациона политика која вели: едно дете е доволно, две премногу, три штетно. Кинеските раководители истакнуваат дека контролирањето на растот на населението е еден од основните предуслови за успех на економската реформа, зашто Кина со своите сегашни можности тешко може да го издржи притисокот на досегашниот раст на населението, особено во исхраната и вработувањето. Најголемиот дел од кинезите многу дисциплинирано ја спроведуваат оваа политика. Би рекле, денешните генерации свесно се жртвуваат за поубавиот живот на наредните. Целта на сегашната политика е Кина во 2050 година да има околу 800 милиони жители, колку што земјата објективно може да исхрани и да има возможи повисок стандард. Еден од ретките исклучоци се националните малцинства. Владата дури го стимулира растот на малцинствата кои во Кина ги има 55. Живеат на 50 до 60% од кинеската територија, а представуваат само 6% од вкупното население. Со разни мерки, кредити, помош и слично се забрзува развојот на провинциите во кои живеат. Националните малцинства ги уживаат сите права, вклучувајќи го тука и правото на вероисповест. Во Кина инаку најраширена религија е будизмот, а потоа исламот и христијанството. На ова богослужење во будистичкиот храм Пау Кван во општината Шинду, кој ни дозволија да го снимиме затоа што сме југословени, не забележавме многу верници. Но затоа пак улиците во кинеските градови, особено трговските, се секогаш преполни со луѓе. Турканиците се особено големи во неделите кога кинезите излегуваат на прошетка или да го купат она што им е потребно. Продавниците се отворени секој ден до 22 часот, а во нив пристигнува се повеќе стока со поширок асортиман. Излозите се преполни со електроника што се произведува во Кина, но и увозна главно од Јапонија. И кинесот полека го зафаќа потрошувачка грозница. Неговите две последни желби се да купи машина за перење и фрижидер. За секоја од нив треба да издвои околу 4 просечни плати. Кинезот исто така полека го напушта традиционалниот начин на облекување и се повеќе сака убаво да се облече. Панталоните постепено им го отстапуваат местото на мини здолништата, джинс облеката и слично. Еве, например, какви модели нудат кинеските креатори во една телевизиска емисија. Вечерите кинезот обично ги поминува во својот дом, следејќи ја телевизиската програма која станува се побогата. Просечното кинеско семејство живее во стан чија површина обично изнесува од 20 до 40 метри квадратни. Ова е домот на семејството на Лиу Чај, вработен како кувар во петрохемискиот комплекс во Шангај. Заедно со сопругата Цо Цај Фанг заработува околу 170 јуани месечно и вели дека е тоа сосема доволно за живот. Има заштедено околу 2000 јуани и најголема желба во моментов му е да купи фрижидер. Нашиот живот денес во споредба со минатото е многу подобар и веќе ги имаме сите неопходни работи во домаќинството. Исто така многу се подобрени условите на мојата работа. Јас и мојата сопруга немаме некои поголеми желби освен да купиме колор телевизор и куќен компјутер. Главна желба ни е што подобро да го воспитаме нашето дете. Не сакаме второ дете, бидејќи едно е доволно за да можеме целосно да му се посветиме и да се концентрираме врз неговото воспитување. Во оваа куќа, во селото Каоџа, во близината на Ченду, живее Лиу Ли Јин со своето 5-члено семејство. Лиу вели дека за изградбата на оваа куќа, која има 10 соби и површина од околу 300 метри квадратни, потрошил околу 7000 јуани.
тука стандардот е значително повисок. Секој член располага со по една соба, а куќата е опремена со се што е потребно за живот. Вакви куќи никнуваат насекаде по кинеското село и се сведоци за се повисокиот стандард на селаните. Има селани, особено на југот на земјата, кои заработуваат и по неколку десетици илјади јуани годишно. Тоа се одгледувачите на свињи, патки, кокошки и слично. Сепак, се е под контрола на државниот план, а збогатените селани, според овдешните искажувања, треба да им помогнат на другите да заработуваат повеќе. Така, кинеското општество се повеќе се свртува кон подобрувањето на животот на луѓето, кон што всушност се усмерени сите реформски зафати. Патот на преобразбата е тежок и долготраен. Има и ќе има уште многу сложени проблеми за решавање, истакнуваат кинеските раководители. Но битно е дека уште сега се прават крупни чекори за надминување на заостанатоста. Така, кинезите успеа да го прескочат зидот кој самите го изградија најнапред за да ги заштити, а потоа долго време да биде символ на затвореноста во себе. Така, кинеската стварност се повеќе е свртена во светот, заземајќи го се повеќе местото што во него му припаѓа. Затоа, овој голем зид за кинезите се повеќе станува место од каде се фрла поинаков поглед кон иднината.